Новоизбраните министри денеска седнаа во своите фотеи. Меѓу првото примопредавање на должноста утрово беше во Министерството за внатрешни работи. Новиот министер Оливер Спасовски го презеде кабинетот од Агим Нухиу, кој беше технички министер за внатрешни работи од декември минатата година. Спасовски оваа функција ја вршеше и од 11 ноември 2015 до 18 мај 2016 година во владата, која требаше да обезбеди услови за спроведување фери демократски избори. На 2 септември 2016 тој повторно беше избран за министер за внатрешни работи и оваа функција ја извршуваше до 28 декември 2016, кога Државната изборна комисија ги соопшти конечните резултати од одржаните предвремени парламентарни избори. Рената Тренеска-Дескоска ќе раководи со Министерството за образование и наука. Таа денеска ја презеде функцијата од Пиштар Љутфиу. Тренеска-Дескоска изјави дека ќе работи на подобрување на квалитетот на образованието и враќање на дигнитетот на наставниците и професорите. За тоа дали ќе има зголемување на платите на вработените во образованието, таа појасни дека зголемувањето на просечната плата е едно од ветувањата во програмата на СДСМ. Љупчо Николовски од денеска раководи со секторот земјоделство, кој најави дека ќе работи честно, искрено и одговорно, со апсорбирање на сите професионални стручни капацитети, без разлика на нивната партиска или друга определба. Сите проекти за кои што разговаравме со министерот Цветков, кои што се во интерес на граѓаните, на земјоделците, ќе бидат силно поддржани и секако дека ќе ни треба помош и поддршка од сите капацитети и на досегашниот министер, но и на вработените во министерството, но и на луѓето кои што сакаат да се вклучат во креирањето на политиките, вклучително и во оваа област во рамките на функционирањето и на владата и на министерството. Досегашниот министер Михаил Цветков му порача дека во наредните 4 години треба да се фокусира на 4 клучни сегменти: консолидација на земјиштето, системи за наводнување, организација на земјоделците во задруги и електронско следење на производството. Новиот министер за финансии Драган Тевдовски го презеде кабинетот од својот претходник Кирил Миновски, кој извршуваше оваа функција од јуни минатата година. По примопредавањето, министерот за финансии Тевдовски изврши обиколка на секторите во министерството и се запозна со вработените. На местото на Елизабета Канчевска-Милеска дојде новиот министер за култура Роберт Алагјозовски. Досегашниот министер за одбрана Зоран Њолевски ја предаде функцијата на новата министерка за одбрана Радмила Шекеринска Јанковска. Министерката пред присутните вработени во армијата и министерството се обрза дека ќе се посвети на зајакнување на меѓународниот углед на позицијата на Македонија. Од прв ден ќе се посветам на подигнување на стандардите и условите во кои што работат и функционираат сите припадници на армијата и Министерството за одбрана. Ќе работам да обезбедам државата да биде чесна кон припадниците на својата армија и Министерство за одбрана, така како што и тие се чесни кон неа. Во обраќањето пред присутните, Јолевски се осврна на досегашните постигнувања во одбраната, како и на предстојните предизвици. Ке работам совесно и одговорно, ке го почитувам уставот и законите, изјави новиот министер за надворешни работи Никола Димитров. Најави дека ке работи на пријателства, на добри односи со сите соседи, грижејќи се за интересите на Република Македонија. Ке работам да се дигне достоинството на оваа професија, ке работам надворешната политика да се создава во ова министерство. Бизнисменот Кочо Ангјушев пак денеска седна на местото вице-премиер за економски прашања и ја презеде функцијата од досегашниот вице-премиер Владимир Пешевски.